Белешани сакаат разрешници на ситуација. Сакаат ето. Белешани сакаат да им се вратат децата дома. Многу деца одгледат за мина да работат по странство, затоа што нема дистанција во градот. Тоа сакаат Белешани. Нашата економска програма и мерки кои ги нудиме решенија за тоа да го стабилизираме, за да се реши ситуацијата во градот, за да може младите да се вратат и да живеат тука и да ствараат. Моето политичко искуство ми дозволува да ви се обратам писмено и јас спремив еден говор. Прво сакам да ви се заблагодарам што додовте вечера тука да ме поддржите, да слушнете што имаме да кажеме и да понудиме. Сакам да ви представам и другите кандидати од листата, господинот Александар Николевски и господинот Андреј Радиловски. Нас не ни треба бомбите да ги слушаме, за да знаеме каква е ситуацијата во држава. Многу ни е јасно каква е ситуацијата. Системот е направен за да бенефицираат само одредени структури, а не народот. И тоа мора да се промени, а не да се замени. Ние сме за промена на системот, а не за замени. Што треба да преземеме за да можеме да се справиме со оваа ситуација? Прво, треба да ја погледнеме вистината во очи и да не се лажеме себе. Значи да бидеме реални и по правила на стоицизмот. Да бидеме праведни и умерени во постапките. Второ, за да можеме да обстоиме во намерата, мораме да имаме внатрешна самодисциплина, самокритичност и поглед на реалните факти. Или со други зборови, да не биде разочарувањето поголемо од очекувањето. Ние нема да обвинуваме туѓи чудни странски сили, ние нема да го спомнуваме Букурешки договор, рамковен договор, затоа што животот има едно уникатно својство, а тоа е само да тече напред. Од тука потекнува и решението на овие избори да настапиме сами, без товари превземање туѓа одговорност од коалицијски партнери и нивните непринципијални пристапи во овој значаен и клучен период во нашето живење. Да нагласам, ова реално и вистинито нема никаква допирна точка со реалното на ВМРО-ДПМН. Само либерална партија јасно и гласно кажа дека нема да оди во коалиција ни со едно раководство на ВМРО-ДПМН. Либералната партија има општина програма готова повеќе од една година. Многу домаќински и внимателно сработена, во која се залагаме. Ние либералите сме доследни на основните принципи: демократија и плурализам, пазарна економија и владење на правото што гарантира остварување на човековите права и слободи. Потенцираме урбана наместо провинцијална политика. Потенцираме правилно буџетирање и одговорно управување. Редуцирана администрација и јавни овластувања на приватни ентитети, интегративно општество и хумана држава, децентрализација, ама вистинска децентрализација, цивилна контрола врз службите и секуларна држава, интегрирана Македонија во Европска унија и НАТО, доминантен среден слој, македонски производ во секој дом на Балканот и солидарен концепт за 28.000 семејства да излезат од долговите и се проектите на кои обрнуваме посебно внимание. Акцентот го ставаме врз економијата и тука имаме реални и конкретни мерки, без помпезни ветувања и сензационалистички изјави. За да останат парите кај народот, мораме да го намалиме буџетот, а не да го зголемиме. Овој бруто домашен производ не може да го поднесе овој буџет. Во однос на јавната администрација, на сите ни е јасно дека ќе мора да се редуцира, но тоа ќе го направиме со јавните овластувања на приватните ентитети. Ние Македонија гледаме со доминантен среден слој. Во средниот слој припаѓа мнозинството од нас тука. Сите што работиме за плата. Работејќи во производните, услужните дејности, но и во јавните и државни институции, односно трговски друштва. Тоа се луѓето на кои им го доверуваме здравјето. Тоа се луѓето кои ни го моделираат животот. Тоа се луѓето од образованието кои ни обезбедуваат, кои се борат за нашата безбедност и сигурност. Заедница без доминантен среден слој нема одржливост и иднина. Средниот слој се гради и се негува со децении, наместо како кај нас тој со децении се деградира и маргинализира. Сакаме да им порачаме дека сме природни сојузници.
Тука се и двата проекта во доктрината на кои посетуваме особено внимание. Тоа е проектот Македонски производи од секој дом од Балканот и солидарен концепт со кој ќе ослободиме околу 30.000 семејства од Македонија од прангите на банкарските долгови. Државата, како гарант за долгот, ќе овозможи полесно враќање на истиот, без притоа должникот да бива притискан од дополнителни камати и судски такси. Тоа се во кратки црти мерките